Лица помлади од 18 години нема да можат непречено да ги користат социјалните мрежи, а вистинската возраст на корисниците ќе се утврдува со вештачка интелигенција. Од компанијата Мета објавија нови правила за користење на Facebook, Instagram и Messenger, кои во пракса ќе значат строга контрола за возраста на корисниците, чии лични фотографии и видеа ќе бидат ставени на техничка анализа, од која со голема веројатност би се утврдила нивната вистинска возраст. Тоа ќе доведе до забранет или ограничен пристап до неадекватна содржина и видеоматеријал. Комуникологот Бојан Кордалов смета дека новите правила на Мета ќе значат и побезбеден интернет за сите. Првата работа е дека правилата прво мора да постојат, а второ кога ги се направат мора да важат за сите. Така што конечно од една само расправа што е подобро се преоѓа во систем на тоа да се превземаат конкретни мерки и одлуката да се ограничи пристапот до одредени содржини на популација и публика под 16, односно под 18 години, едно од решенијата, кое што се очекува да донесе побезбеден интернет пред се за самите деца, меѓутоа побезбеден интернет за сите со самото тоа. За прв пат родителите добиваат поддршка во обидот да го контролираат тоа што на интернет го следат нивните деца. Клучната работа е да земеме предвид дека поддршката за родителите и поддршката што компаниите ја прават е клучна. Многу зборуваме само за забрана, без при тоа да зборуваме нешто конкретно кој што ќе помогне. Добар или позитивен пример во оваа насока беше токму примерот на Европската комисија која што изработи апликација која што возможува полесна контрола и следење на тоа која возраст на дете и одреден родител може да го следи своето дете, на која возраст смее или не може да користи одредена мрежа. И тоа е добар начин и токму тоа сега Мета се труди да го ископира и да го преземе, што исто така е за поздравување. Најавено е дека наскоро ќе дојде и до промена, односно ограничување на алгоритмите на социјалните мрежи, со што ќе биде оневозможено континуирано следење на една иста содржина. Не смее да се дозволи алгоритмите или мрежите или дигиталните платформи да бидат помоќни од секој човек или помоќни од демократијата. Кордалов спета дека за сметка на поефикасното корисничко искуство, технолошките гиганти не смеа да ги злоупотребуваат личните податоци, да тргуваат со нив или на било кој друг начин да ги носат корисниците во заблуда.